Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание објавуваме. На крајот на петата недела Македонија има повеќе случаи на 100.000 жители од Италија и Шпанија. На крајот на шестата недела Италија ја престигнува Македонија по број на новозаразени на 100.000 жители. Еден шатор представува една болничка соба во оваа армиска мобилна болница. Во случајов ќе се биде за лежачки пациенти и нејзината намена ќе биде иста како што е намената на инфективната клиника. Токму таа вакцина, популарно наречена БСЖ, е предмет на експериментални истражувања во повеќе држави во светот, за да се провери нејзината полезност во актуелната борба против коронавирусот. It is the first line of defense for the body as the innate immune system, and immunological studies have shown that BCG enhances that frontline defense. Имаат вкупно 17 вработени, кои засега не планираат да ги отпуштат. Ама ние со тие мерки моментално, значи заплата, за да не ги покријат трошковите заплата, не би издржале. Во некои од мерките полза гледаат и во овој салон за физикална терапија. Nga vetja kredot ja punëtorët nuk guxojnë të lëshojnë. Значи се вкупно за колку пари, за колку средства зборуваме во овој период? 65 милиона, на нешто над 65 милиони евро. 360 степени споредува кога и какви мерки донесоа македонските, а кога и какви мерки властите на соседите. Не могу да веруjem da narod koji je preživio sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Govore najsmešniji virus. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Вообичаено ќе одиме на кратка пауза и се враќаме со најавените стории. Гледате 360 степени. Иако главното внимание во моментов сосема оправдано е на здравствените последици од коронавирусот, на среден и долг рок многу потешки и потравматични ќе бидат економските последици. Зоран Јовановски беше на крајниот југоисток во Струмичко и на крајниот северозапад во Тетово, за да ги слушне реакциите на засегнатите од вториот пакет владини мерки, меѓу кои главната е исплата на минимална плата од 14.500 денари за вработените во фирмите и за најчиите погодени од кризата. Во Струмичко Владевци е едно од најголемите оранжерии за производство на сезонско цвеќе во земјава. Во овие пластеници на површина од 2 хектара годишно се произведуваат околу 2 милиони сакси цвеќе. Пред корона кризата, за 8 март се продала речиси целата планирана роба. После 8 март, значи, настанаа проблеми со кои нашето производство не може да се пласира на пазар, ради настанатата ситуација. Управителката на оваа компанија, Сонја Маџункарова Василева, вели дека извозот е целосно запрен, а на домашните потрошувачи сега не им ја досадење цвеќе. Па оваа црвена сардела наместо во нечиј двор и натаму расте под пластениците. Цвеќето се гледа моментално, значи дека е во полна фаза за продажба на пазарот. Значи се гледа полн цвет во кој има и дел од цвеќињата веќе кои почнуваат да прецутуваат. А такви веќе никој не ги купува. Истото се случува и со останатите сорти. За прецутеното веќе, значи, пласман нема моментално, но оваа цвеќе, ако не се пласира на пазарот за 10 дена, значи исто ќе стигне до оваа фаза. Нивните вработени сега ги подкаструваат пораснатите цвеќиња во обид да спасат дел од производството. Тоа е продолжување на век на цвеќето, но само одреден период, значи ние тоа не можеме да го правиме, значи, тековно. Тоа е продолжување за 10 дена. Просторот е преполнет и со стасаната бегонија, па дел од цвеќињата се закачени да висат, а системот за нивно наводнување е дополнителна инвестиција направена пред неколку дена. Доколку не излезе на продажба, значи цвеќето ќе сме приморени да го уништиме. Имаат вкупно 17 вработени, кои засега не планираат да ги отпуштат. Вообичаено сезонски ангажираат уште 20 на работници, но нема да ги повикаат зашто за нив во овие околности нема работа. Ама ние со тие мерки моментално, значи заплата, за да не ги покријат трошковите заплата, не би издржале. Зошто? Затоа што ние имаме милионски суми на уложени средства за производство, а кај нас, значи, за
за работниците тоа не би го спасило фирмите. Исто и банкарските кредити, значи како што ги имаме земено, дополнителна мерка што го имаше, мерка што го имаше превземено владата, аконтација, што е само одлагање на плаќањето. Нашиот трошок повторно пропаѓа. Прашавме дали производителите на цвеќе покрај владините мерки можат и самите да го одврзат кесето за да си го спасат бизнисот во актуелната криза. Ние кесе, значи, имаме од банките. Значи, кои што веќе имаме земено банкарски кредити и кои веќе сме задолжени во банките. Значи, ние треба да оствариме приход, да ги вратиме веќе кредитите. Значи, да плаќаме другите трошкови, значи тековните трошкови, да плаќаме за останати, значи трошкови за што имаме направено за репроматеријали, а ние, значи, моментално во ваква ситуација, значи не можеме да планираме и тековно есенско производство. Затоа бараат владата да донесе дополнителни мерки. Со кои би се формирале комисии да дојдат на лице место, значи кај сите производители на цвеќе, да го видат фактичката состојба на цвеќето, да направат некој попис на цвеќето, на тоа производство колку бичинале и доколку, значи, цвеќето не излезе, значи не се пласира на пазарот, не се продаде, пошто ние се надеваме дека цвеќето може ќе се продаде, но доколку не се продаде, значи да ни се обештетат кај нас трошковите на непродаденото цвеќе. Ова е Тетова. Според последниот попис со 80.000, според сегашните проценки со околу 100.000 жители. Толкава популација веројатно е добра за водење бизнис, но станува се потешко во услови на корона криза. Еве како сега функционираат малите бизниси. Ви ја пренесуваме атмосферата од Тетовската чаршија, како и приказните на еден физиотерапевт, на еден бербер и на еден угостител. Уличката што води кон познатата Тетовска горна чаршија има многу дуќани, затворени. Насир Сулемани отворил само за да го исчисти снегот пред локалот. Вели дека муштерија не влегол веќе 20 на дена. Нему добро би му дошла мерката за исплата на минимална плата. Моментално имам 7 работници со стаж. Барем платите да ги земат. Во некои од мерките полза гледаат и во овој салон за физикална терапија. Во него има 6 вработени, а дневно сега им доаѓаат само неколку клиенти. Салажно, Саша. Жалосно, на ова време, вакви услови, да биде прасно. Физиотерапевтот Авни Кучи вели дека одржувањето на хигиената е стандардно, а сега и редовно дезинфицираат. Сепак, контактот со пациентите е многу близок, па ретко кој се решава да дојде на масажа. Штети кадан ти са бенефите, дие, премиери шум бенефите, нук едим адохим да ни пакет неве, посидо четиет, унчкаком, nga vetja credo të ja punëtorët nuk guxoj të lëshoj. Punëtorët do ngelin këtu. A kredit, nuk e di çfarë, a do shes diçka nga vetja punëtorët, unë nuk i lëshoj nga puna. Може би масажа може и да се прескокне, но не и подстрижување. Седат Османи е познат бербер во Тетово, во Иснафот е 20 години. Вели дека сега доаѓаат околу 30% од редовните муштерии. Şimdi biraz artık insanlarla tek tek çalışıyoruz. Bir yer kabul ediyoruz. İnsanlarla randevu alıyoruz telefonlarla. Soruyoruz halin nasıl, hastaysan çıkma, bizleri de hasta etme diye. Дел од владините мерки се однесуваат и на занаетчиите, како Османи. O yüzden inşallah devletimiz bizlere yardım eder. Zanaatçı olarak gibi. Bize bari kiramızı, elektriğimizi, suyumuzu inşallah karşılarlar da ayakta durmak için. Yoksa kendimiz başa çıkamayız. Anca bir aya kadar belki dayanırız, belki dayanamayız.
Далеку попесимистички на оваа состојба гледа Ненад Петровиќ, кој е собственик на еден од непознатите ресторани во Тетово. Нема многу надеж, зашто со забраната за работа, угостителите немаат ниту денар прилив. Средствата на заработувачката се многу мали. Со тоа што не можеш да планираш за поголем дел дека можеш да обстанеш. За да можеш да финансираш нешто и за да можеш да помогнеш у оваа криза. Едини спас кај што се чека сега е тој помош од држава. Колку и како државата ќе помогне и како ќе помогне, треба да се види, треба да се зачека. Има некои од тие приватници што толку годишно работеле може да го издржат тоа, како што реков, тековниот месец и уште еден можда месец. Само толку е. Толку е затоа што, пак ќе кажем, ќе се навратим, заработката не е како што било порано. Размислува за подигнување бескаматен кредит, но се уште не одлучил бидејќи вели тоа е дополнително задолжување на веќе постојните кредити. За мерката минимална плата за вработените вели дека ќе помогне, но само за почеток. Ако се земе 14.500 денара, значи минималецот, ние се обврзани заклучно со септември месец да не смееме бројката на вработени да ја намалиме. Која е гаранцијата дека после опорувањето на ова све, каков ќе биде капацитетот на работа и дали тие вработени што биле до март месец или заклучно со февруари и како ќе се оправиме, дали таа бројка на вработени ќе ни треба нас. За ние понатамо и со исто темпо да продолжиме со работа. Тоа ќе биде тешко. Многу. И покрај затворената порта пред неговиот ресторан, Петровиќ веќе размислува како би течело опоравувањето во неговиот сектор кога кризата ќе заврши. Време кое едва го чека, но за кое смета дека ќе биде уште поголем предизвик од сегашниот. Кога пред 2 недели беше објавено дека ќе се поставува мобилна болница веднаш до клиниката за инфективни болести во Скопје, се чинеше дека и да се постави нема да се употребува. Тогашна инфективна беше пополнет само еден од 4 спрата. Но веќе денеска перспективата е сосема друга, па ставањето во функција на мобилната болница е прашање на денови. Славица Филиповска. Мобилните болници се дел од армиските стратегии во услови на војна. Целта е експресно да се создадат услови дури за хируршки интервенции на терен, додека не се овозможи евакуација на повредените војници до повисока медицинска нега. Воено-мобилна болница според НАТО стандарди на нашата армија и донираше Норвешка уште пред земјава да стане членка на Алијансата. Нашите војници досега 5 пати ја склопиле и расклопиле болницата, за среќа само како вежба. Деновиве ја поставија по 6 пат близу инфективната клиника во Скопје и обезбедија дополнителни капацитети за третман на пациенти со коронавирус. Во случаев ќе си биде за лежачки пациенти, нејзината намена ќе биде иста како што е намената на инфективната клиника. Значи, болницата е наменета за функционирање во екстремно студени и екстремно топли услови. Се работи за ланец од 19 шатори со целосен систем на грејење и ладење, вентилација, струја и изолација од надворешни влијанија. Освен што ја подигна, армијата останува и да асистира во периодот кога се очекува да се случи пикот на заразата. Ние немаме обврски околу работењето внатре во болницата, меѓутоа имаме обврски околу одржувањето на техничката опрема и обезбедувањето на болницата. И доколку има некаков проблем со техниката, а луѓето од Министерството за здравство имаат потреба од нас, ние сме тука на располагање, ние секојдневно ќе доаѓаме, ќе вршиме обиколки и во координација со нив, со надлежните што се од Министерство за здравство, ќе ги надминуваме проблемите. Проценките се дека зависно од поставеноста на леглата, овде би можело да се примат до 130 пациенти. Еден шатор представува една болничка соба во оваа армиска мобилна болница. Колку пациенти ќе се хоспитализираат во една соба, каква опрема ќе се донесе и како луѓето ќе се третираат, ќе зависи од проценките на здравствените власти. Локацијата е избрана стратешки. Отина само неколку метри од шаторите е клиниката за инфективни болести. Близината е предност, иако уште попрактично би било ако се обезбеди така наречен сув ходник, преку кој бетонската градба би се поврзала со шаторите, па инфективна би добила целосно поврзан, двојно поголем простор.
значи од класичен болнички кревет до мобилен рентген терапија со кислород и целокупна останата терапија и нивно следење ќе се изведува во мобилната клиника, исто како и на клиниката за инфективни болести. Но и со спојување и без спојување близината е доволно блиска да може да се комуницира интензивно. 3/4 од инфективната клиника веќе е пополнета со пациенти со коронавирус. Стевановиќ верува во условите што ги нуди армијата, но дали овој простор ќе биде од корист, остава да оцени откако евентуално би влегла со бел мантил во него. Најтешките болни секако ќе бидат на клиниката за инфективни болести, а болните што имаат полесна клиничка слика ќе бидат овдека. Не ради нешто друго, туку поради мобилноста наша и нашата адаптација и навика на функционирање во болницата во која работиме. Сепак, за сите нас е тоа прв пат функционирање во една ваква мобилна болница и ние мораме, сева што ме прашувате, мораме да го искусиме прво за да можам да го кажам. Пикот на заболени од COVID-19 се прогнозира за крајот на април, но секојдневно се повеќе градови се впишуваат на мапата со заразени. Од каде тогаш ќе се обезбеди медицински персонал за мобилната болница? Ние донесовме наредба со која што ги задолживме сите јавноздравствени установи, но пред се клиниките да направат тимови во кои што ќе работат. Значи да нема физички контакт помеѓу тимовите, дел од луѓето да се дома, да ги избегнуваат социјалните контакти, посебно контактите со пациенти, поради ризикот од тоа да бидат инфицирани, и во насока на тоа е направена на листа на доктори, медицински сестри кои што имаат искуство во третманот на пациенти пред се во областа на интензивната медицина, близу 200 анестезиолози, близу 400 сестри кои што имаат искуство во третман на пациенти во одделенијата за интензивна нега, да ротираат и ги поддржат и ги зголемат бројот по потреба на кадарот на клиниката за инфективни болести. Во рамките на тој план практично значено се намалени интервенциите хронични кои што може да бидат одложени. Идејата за мобилна болница е на Министерството за здравство, но за подигнувањето постоел консензус и директна помош од АРМА и од град Скопје. Целта е однапред да се обезбедат услови доколку дојде до брз раст на новозаразени, иако министерот сака да верува дека тоа нема да се случи. Сметам дека за сега добро ги менаџираме пациентите, бројката на пациенти кои што се за прием во болничките установи. Искрено се надам дека овој тренд ќе продолжи се до пикот, а понатаму да следи намалувањето на бројот на новодиагностицирани пациенти. Војна нема, но најтешката глобална криза по Втората светска војна е причината слични мобилни болници да се подигнат во Италија, Франција, Шпанија и во њујоршкиот Централ парк. Болниците никнуваат зависно од капацитетот и потребите на секоја држава. Кај нас, таа е на чекор до активирање. Пред најавениот пик на заразата во Македонија, се обидовме да ги споредиме податоците од нашата земја со бројките од двете најпогодени држави во Европа, Италија и Шпанија. За да бидат споредливи, ги сведовме на број на заразени на 100.000 жители. Може би ќе бидете изненадани од заклучокот до кој дојдовме, дека на крајот на петтата недела од регистрирањето на првиот случај, Македонија има повеќе заразени на 100.000 жители и од Италија и од Шпанија. Анализата на Александар Димитриевски покажува дека шестата недела, која за земјава завршува утре, и наредната, се решавачки за тоа дали Македонија ќе продолжи да ги брка Италија и Шпанија или ќе почне да заостанува. Има повеќе можни сценарија. Веќе не треба да дојде 21 часот за улиците да бидат празни. Сите се дома и во последните изданија на вестите уште еднаш ја слушаат информацијата која најверојатно веќе ја знаат. Денеска во Македонија има 15 новозаразени од COVID-19, а уште 3 лица ја загубиле битката со вирусот. Многумина досега ги провериле најпопуларните COVID мапи на интернет за земјава и ја виделе оваа линија. Вкупниот број на случаи остро се зголемува. Министерот за здравство Венко Филипче вчера рече дека таа линија не само што наскоро нема да почне да паѓа, туку напротив. Бројот на заболени во деновите, неделите што се пред нас дополнително ќе расте. Се уште
остануваат прогнозите да пикот на болеста биде на крајот на април и негде очекуваме околу 2000 пациенти, ако многу фактори влијаат на овие предвидувања. Во најавата на Филипче го немаше и одговорот за колку новозаразени случаи ќе слушаат граѓаните секој ден во текот на април. Како што кажа министерот, на проекциите влијаат многу фактори. Но самото сценарио со 2000 заболени на крајот на април веќе нуди доволно податоци за да се пресмета кој ќе биде можниот тренд. Во првата недела од откривањето на првиот пациент во земјава немаше други регистрирани случаи на COVID-19. Во втората недела беа диагностицирани 6 лица. Во третата недела имаше 25 новозаразени, во четвртата 117, а во петата 181 нов случај на коронавирус. Шестата недела од појавата на болеста, која завршува утре, досега бележи 241 случај. Под предпоставка вторничкиот биланс да биде во рамките на просекот од претходните неколку дена, неделата ќе биде затворена со околу 280 случаи, со што во земјава ќе има вкупно 610 регистрирани случаи на COVID-19. За таа бројка да биде околу 2000 заразени до крајот на април, како што проектира министерот, математиката вели дека неделниот број на новозаразени треба да се движи од 400 до 500 или во просек од 60 до 70 нови случаи дневно. На терен, земањето примероци за COVID-19 го прават екипи на Институтот и Центрите за јавно здравје. Директорот на Скопскиот центар, Арбен Зибери, вели дека проценката за идниот број заболени е комплексна операција, која се темели на епидемиолошките анкети, искуството од странство и преземените домашни мерки. Значи имаше два вида на алгоритам, јас ќе кажам. Едниот беше тој додека беа и отворени границите. Сега се водиме по друг алгоритам, зашто веќе се знае дека границите се затворени и пикот на вирусот или бројката која што ние ја очекуваме на дневна основа, како што кажавте, мислам дека веќе сигурно бројките ќе се движат негде 100 пациенти, мислам дека во наредниве денови ќе бидат диагностифицирани мислам ќе бидат позитивни на тестовите кои што ги одработува Институтот за јавно здравје. Во предпоставено сценарио бројот на новозаболени на дневна основа да се движи кон 100 до крајот на април. Тогаш до крајот на месецов земјава би надминала 2500 регистрирани случаи, без да се земат предвид лицата кои оздравеле или починале. Доктор Зибери сепак не сака да даде конечни проценки, бидејќи вели дека е невозможно од оваа перспектива да се погодат точните бројки. Она во што е уверен е дека во ниту едно сценарио бројките нема да го преминат прагот на издржливост на здравствениот систем. Ако одиме со овие бројки, со ова линеарно, јас ќе кажам, покачување на или ново откриени случаи, јас мислам дека здравствениот систем без проблем може да функционира и имаме доволен капацитет. Следната споредба која ја направивме во 360 степени е како стои земјава во однос на најпогодените држави во Европа, Италија и Шпанија, според бројот на случаи на 100.000 жители. Графиконот за сите три земји почнува со првиот диагностициран случај. Во првите 2 недели речи се и да нема разлика во бројките, но има во мерките. Македонија на крајот на втората недела ги затвора училиштата и почнува со повеќе тестови. На крајот на петата недела, Македонија има повеќе случаи на 100.000 жители од Италија и од Шпанија. Крајот на петата недела е и моментот кога Италија ги затвара сите училишта. На крајот на шестата недела Италија пристигнува Македонија по бројот на новозаразени на 100.000 жители. Во Шпанија почнува првиот значителен раст и земјата дури тогаш ги затвара училиштата. Доколку се оствари сценариото на крајот на април земјава да има 2000 случаи, Македонија веќе следната недела ќе има двојно помалку новозаразени отколку што имаше Италија за истиот период по првиот регистриран случај. За 2 недели тоа би биле 3 пати помалку случаи од Италија и 4 пати помалку од Шпанија. Доколку пак го разработиме по лошото сценарио, односно бројот на новозаболени дневно да се приближи до 100, сликата е понеповолна, но е далеко од она што се случи во Италија, а особено од она во Шпанија. На крајот на седмата недела, со предпоставените бројки, Македонија би имала 30 новозаразени неделно на 100.000 жители, колку што имаше Шпанија во истиот период. Италија пак тогаш има 41,5.
Вистинската разлика би била во неделите 8 и 9, во услови кога во Италија и Шпанија во тек е 10-та недела по првите регистрирани случаи. Реално, ние како држава превземавме многу порано ригорозни мерки од колку Италија и Шпанија, и затоа мислам дека кај нив кривата дојде одеднаш да се зголеми рапидно бројот на луѓето кои што се заразани со COVID-19. Ние тоа го уште од јануари месец ние тоа го претпоставувавме и затоа мерките етапно се имплементира. Еве да претпоставуваме дека ќе ни се зголемат овие 2-3 недели бројот на луѓето кои што ќе бидат позитивни, но нема да бидеме во таква ситуација како што се случи во Италија и во Шпанија. Дали и кој од овие сценарија ќе ги следи Македонија, ќе зависи од поведението на граѓаните. Останете дома колку што е можно повеќе. Сега херојство е да се седи дома и сите комуникации и обврски да се извршуваат од дома. Излегувајте само ако е неопходно. Дури и на ниво на починати, земјава има повеќе на 100.000 жители од Италија на крајот на петтата недела. Македонија има 0,55 починати, а Италија 0,25. Но експлозијата во Италија почнува во 6-та недела, по чие завршување земјава би можела да има за 1,5 пати помалку починати од Италија на 100.000 жители со оглед на актуелните бројки. Ќе продолжиме да ги следиме трендовите и редовно да ве информираме за нив. Во продолжение за експериментите кои се во тек и во кои се проверува хипотезата дека вакцината против туберкулоза, БСЖ, која кај нас новороденчињата ја примаат на заминување од родилиште, генерално го зајакнува имунолошкиот систем на човекот и помага во справувањето со COVID-19. Во прилог на оваа работна предпоставка оди фактот дека Италија, например, која е една од најпогодените во пандемијата, никогаш не спровела масовна вакцинација со БСЖ. Петар Клинчарски. Речи се и да нема жител на Македонија кој нема белек на рамото од вакцината против туберкулоза, што ја примил веднаш по раѓањето. Токму таа вакцина, популарно наречена БСЖ, е предмет на експериментални истражувања во повеќе држави во светот, за да се провери нејзината полезност во актуелната борба против коронавирусот. Најобемното истражување кое веќе започна и во Австралија, под раководство на професорот од Институтот за детски истражувања Мардок во Мелбурн, Најджел Куртис. Тезата што сака да ја докаже професорот Куртис е дека БСЖ вакцината го зајакнува имунитетот на човекот и така му помага поуспешно да се бори со коронавирусот. So our current understanding is that the BCG, the scientific word is actually trains as well as the lay word. It actually trains the innate immune system, and the innate immune system is the frontline part of your immune system, which is the first to respond to infections before other parts of your immune system kick in after days and weeks. So the very first thing that is the first line of defense for the body is the innate immune system, and immunological studies have shown that BCG enhances that frontline defense. If you have a stronger immune system, the virus won't be able to multiply, and you'll have a lower level of virus in your body, and it won't be able to cause as much damage, and therefore you'll be less symptomatic. So what we're hoping is that people who otherwise might have had very severe disease might only have moderate disease, those who might have only had moderate might have mild disease, and perhaps those who otherwise would have had only mild disease may be completely asymptomatic. So what we see this as is generally reducing the impact of the virus on any given individual who becomes infected. Минатата недела околу 4000 здравствени работници од Австралија прифатија да бидат дел од оваа научна студија. Ако се покаже за успешна, ќе заштити многумина пред се здравствени работници кои се најизложени на ризикот да бидат заразени. Заради споредба, половина од медицинскиот персонал што учествува во експериментот ќе ја прими вакцината против туберкулоза, а другата половина за обичен сезонски грип. Потоа ќе се следат и анализираат ефектите. Шефот на експериментот веќе има одговори за некои прашања што сами по себе се наметнуваат, како на пример, дали може да се ревакцинирате ако претходно сте примиле БСЖ. Whether this can be used in people who have already had the vaccine, and the answer is very much yes.
There is some evidence from previous studies that an additional dose when you already have one may actually provide an even better boost to your immune system. So it is safe to use this vaccine even if you have had it before. Истражувањето во Австралија има своји пандани на европско тло. Холандија, Германија, Велика Британија исто така ја аплицираат БСЖ вакцината кај здравствени работници, за да проверат дали навистина го зајакнува имунолошкиот систем и така помага против COVID-19. Научниците од Германскиот институт Макс Планк развиле унапредена верзија на вакцината стара 1 век. Таа во тестирањата кај глувци покажала дека го штити респираторниот тракт од вирусни инфекции. Експериментите во овие високо развиени држави имаат дополнително значење ако се знае дека таму БСЖ вакцината со деценија исфрлена од редовните календари за имунизација. Студијата од група автори од Институтот за технологија од Њу Јорк, објавена деновиве, воспоставува токму ваква корелација меѓу податокот дали и до кога се примала оваа вакцина во конкретна држава, со бројот на заразени и починати во таа земја во актуелната пандемија. Откривме дека земјите без универзални политики за вакцинирање на БСЖ, како Италија, Холандија и САД, се многу посериозно погодени во споредба со земјите со универзални и долгогодишни политики на БСЖ. Земји кои имаат задоцнет почеток на универзалната политика на БСЖ, како Иран од 1984 година, имаат голема смртност, конзистентно со идејата дека БСЖ ја заштитува вакцинираната повозрасна популација. Откривме и дека вакцинацијата со БСЖ го намалува бројот на пријавени случаи на COVID-19 во конкретна земја. Комбинацијата на намален морбидитет и морталитет ја прави вакцинацијата со БСЖ потенцијална нова алатка во борбата против COVID-19. Податоците за оваа епидемиолошка студија се црпени од глобалниот атлас за БСЖ вакцината. Таму може да се прочита дека во Италија, која е една од најпогодените од коронавирусот, никогаш не е спроведена масовна вакцинација со БСЖ. Од 1970-та вакцината е достапна за одредена категорија луѓе во оваа земја, но и оваа лимитирана пракса прекинува целосно во 2001. Во САД исто така никогаш немало масовно вакцинирање со БСЖ, а во Шпанија само во периодот од 1965 до 1981 година. Зошто COVID-19 се расшири во Кина и покрај универзалната политика на вакцинирање со БСЖ од 1950-тите години. За време на културната револуција од 1966 до 1976 година, агенциите за превенција и третман на туберкулозата беа распуштени и ослабени. Ние претпоставуваме дека тоа можело да создаде базен на потенцијални носители на вирусот кои ќе бидат погодени и ќе го шират COVID-19. Како и да е, во моментов се чини дека состојбата во Кина се подобрува. Каде е Македонија во оваа приказна? Кај нас новороденчињата се уште ја примаат оваа вакцина на заменување од родилиштата. Ревакцинирање во последните години нема, но го имаше и по независноста на државава, а е во поранешна Југославија, каде вакцината е воведена во првите години по Втората светска војна. Ќе потенцираме уште еднаш, се уште се работи за многу рана фаза од овие испитувања, за да можеме да донесеме било каков конкретен заклучок или пак да препорачаме како мерка за масовна употреба. Значи, постојат индиции, дека можеби тоа е така, како што е впрочем и со третманите кои што се користат, меѓутоа се уште тоа е далеку од фаза да биде дефинитивен доказ. Ќе биде интересно да се види како поминале нашинците од Струмичко, Дебарско и Струшко, кои живеат и работат во Италија. Барем за сега, нема информација за починат меѓу нив. Кризата со коронавирусот и помошта на која може да се надева земјава од Европската Унија е темата на краткото интервју на Владимир Мирчевски со вице-премиерот Бујар Османи. Мирчевски го прашува Османи за датумот на првата меѓувладина конференција од преговорите за зачленување на Северна Македонија во ЕУ. Вице-премиере, во јавност има доста информации и толкувања за помошта што Европската Унија треба да ја прати за Северна Македонија за справување со ситуацијата со коронавирусот. Прашањето е едноставно. Дали и колку пари ќе добие земјава од Брисел? Значи, прво како централно координативно тело, СЕП не комуницира само со Европската Унија, туку со сите можни донори. Јас имам пратено писмо до сите земји во светот за тоа што ни е потребно како помош. Меѓутоа прашањето ви е што Брисел конкретно. Значи, они прво ги ослободија 4 милиони евра
кои што се дел од така наречен EU Facility пакет за непрограмирани претходно проекти. Од тие 4 милиони тие ни се достапни и сега и се обидуваме да набавуваме претежно респиратори. Преку UNDP оди таа набавка, набавени се респираторите, меѓутоа идат за цел регион пакетот. Најавата сега е дека 8 април треба да стигнат во регионот, дали Тирана, Приштина, Скопје, зависно од како ќе биде организиран транспортот, за да потоа ги донесеме во Скопје. Значи, тоа е пакет на првите 20 респиратори, кои што се од тие 4 милиони. 3 милиони идат во директна буџетска подршка, 9 милиони идат за мали предпријатија, исто така како директна буџетска подршка, и поголемиот дел од 50 милиони, тоа е реалокацијата на перформанс awardот кој што го добивме заради план 369, план 18, ние претходно ги наменивме за чистење на воздух, за регион Преспа, развојот, за проекти во транспорт и така натаму. Сега сите 50 милиони ги користиме за митигирање на социоекономскиот импакт од кризата, односно намалување на последиците врз економијата. Тие ќе бидат достапни во првите 3 до 5 месеци. Јас имав видеоконференција со комесарот Вархеј, разговаравме во детали за сите овие прашања. Два моменти се нови и важни. Тоа е прво одлуката која што не поминала лесно, меѓутоа со доста притисоци од страна на Европската комисија да влеземе во така наречениот Joint Procurement Action, односно во заедничката набавка на опрема. Имајте предвид дека претходно Европската комисија забрани експорт на медицинска опрема дури и за регионот. Сега не само што дозволи после нашето барање, туку и прифати да бидеме во заеднички тендер со нив, со тоа што поставија услов да од првата мерка што сме ја донеле за заштита од пандемијата, да сме потрошиле 0,3% од бруто домашниот производ, што мислам дека е исполнето заради сето тоа што сме го направиле досега. И второто е пристапот до Европскиот солидарен фонд, кој што е односно фонд на кој што може да пристапат само земји членки и земји кои што преговараат. Сега тука требаше креативно читање дали одлуката на Советот за почеток на преговори е доволно или треба прво IGC, односно меѓувладина конференција. До сега првата меѓувладина конференција се читала како почеток официјален на преговорите. Сега овој пат Европската комисија дозволи да одлуката биде доволен критериум за елиджибилност за да можеме да пристапиме на овој фонд. Значи севкупно за колку пари, за колку средства зборуваме во овој период? 65 милиона, нешто над 65 милиони евра. Кога тие ќе бидат на располагање, значи може Македонија веднаш да ги користи за справување со ситуацијата? Првите 4 се веќе на располагање. Прашањето е дали има достапност на респиратори за да ги трошиме тие пари. Меѓутоа тие пари ни се денеска на располагање. 3 милиона исто така како директна буџетска подршка се веднаш на располагање. 9 милиона е исто така како за мали и средни предпријатија се веднаш на располагање. Само овие 50 милиона треба време од 3 до 5 месеци, бидејќи и така нив ги планираме за олеснување на економските последици на пандемијата, а не за здравствените потреби на клиниката за инфективни болести. Значи, грото од помошта која што сега е утврдена бидело на намалување на ефектите, на економските ефекти на кризата, а не на санирање на здравствената ситуација. И сега, друго едно прашање кој што се наметнува во врска со кризата е дека Македонија веќе доби зелено светло за почеток на преговори. Како кризата ќе се одрази на фактичкиот почеток на овие пристапни преговори, значи на одржувањето на првата меѓувладина конференција, бидејќи и дали беше реално и најреалното сценарио дека можеби веќе во јуни ќе можеме да почнеме пред да се усложни ситуацијата заради пандемија. Пред ова со пандемијата сите најави кои што ни доаѓа од земји членки и од претседавачот дека за нас беше планирано јуни да биде првата меѓувладина конференција, бидејќи тогаш се планира да се пушти од страна на комисијата преговарачката рамка, да се усвои на самитот во јуни преговарачката рамка и бидејќи како што велат заклучоците as soon as possible, што значи веднаш после усвојување на преговарачката рамка да се одржи првата меѓувладина конференција. Сега се уште тоа стои, меѓутоа никој не може да го предвиди развојот на настаните. Дали тоа ќе се случи,
ќе зависи повеќе од тоа како пандемијата ќе се развива, отколку од некои политички прашања, иако се разбира ќе има и политички моменти, бидејќи што значи преговарачка рамка, значи секоја земја членка да ги стави своите барања во рамката. Можно ли е во преговарачката рамка да се најдат некои билатерални прашања на соседите, конкретно во однос на Северна Македонија, бидејќи имаш и такви најави од Бугарија? Преговарачката рамка ја прават земите членки. Ја подготвува Европската комисија како драфт, но ја усвојуваат земите членки. Така да секој има право, секоја земја членка да си стави тоа што мисли. И тоа на начин на кој што мисли. Знаете, кога се правеше преговарачката рамка за Србија, имаше предлог, например, прашањето со Косово да биде во секоја од поглавијата. За секое прашање. Телекомуникации, односи Белград-Приштина во поглавието за телекомуникации. И на крај да се одлучи дека целиот пакет на прашањето со Косово да биде во поглавието 35. Тоа е преговарачка рамка. Кај нас исто така ќе има такви обиди. Да се стави во секое прашање од Преспа, секое прашање од договора со Бугарија, да се фрагментира во секој од поглавијата. Јас не мислам дека тоа ќе биде наш интерес. Меѓутоа, ние од сега, бидејќи реално немаме многу право на влијание во конечната одлука на преговарачката рамка, но имаме право на лобирање. Ние треба од сега да почнеме веднаш со земите членки, прво внатре да донесеме одлука кој пристап ни е подобар, имајќи предвид дека да, ќе бидат ставени двата договора најверојатно во преговарачката рамка, меѓутоа ние треба да имаме стратешка позиција кој пристап ни е по-добар за справување со истите и да почнеме да разговараме со земите членки за да ни помогнат во дефинирање на таа преговарачка рамка. Меѓутоа, фактот дека ние сме ги подпишале двата договора, јас не очекувам дека ние тоа треба да го сватиме како товар, туку како обврска да ги реализираме истите. Благодарам. Благодарам на вас. Во продолжение за мерките што ги презеде земјава во актуелната криза во споредба со соседните држави. Антонио Крстевски. Првиот случај на заразен со коронавирус во Македонија беше регистриран на 26 февруари. 50-годишна жена враќајќи се од Италија, освен својот личен багаж, во земјава го донесе и вирусот. Пациентката е позитивна за вирусот COVID-19, што значи дека е таа првиот пациент во Скопје диагностициран за заболена со овој причинител. Неколку дена подоцна се појави уште двајца заразен во центар Жупа, кога бројката на заболени во таа и соседната општина Дебар се зголеми на 13 лица, владата на 12 март донесе одлука да го стави регионот под карантин. Доколку има проценки дека треба нешто да се промени, да се продолжи таа кризна состојба и така надаму, органите, институциите ќе носат нови одлуки. На 18 март председателот Стево Пендаровски прогласи вонредна состојба на територијата на цела земја. 360 степени споредува кога и какви мерки донесоа македонските, а кога и какви мерки властите на соседите во борбата со COVID-19. Кога вирусот кој се појави во градот Вухан во Кина почна да се шири низ светот, првиот чекор што го презедоа македонските власти беше поставување на термални камери на Скопскиот аеродром. Од 27 јануари сите патници кои имаа покачена температура беа подложени на посебен третман, детално интервјуирање, а доколку има потреба и ставање во изолација. Така беше до 18 март кога владата го затвори Скопскиот аеродром за патнички летови. Дозвола за слетување од тогаш имаат само хуманитарни, воени, државни, медицински, санитарни и карго летови. Белградскиот аеродром Никола Тесла беше затворен веќе следниот ден, на 19 март. Токму, реакцијата на српските власти најдобро покажува како за неколку недели се смени перцепцијата за COVID-19. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će se uplašiti najsmješnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Подоцна, токму насмеаниот Вучич во чие присуство беше дадена оваа изјава, обвини дека докторот не бил разбран. Pošto ne mogu da trpim tu nepravdu da neko napada ove lekare ovde, da ljudi napadaju doktora Nestorovića, da napadaju ljude koji su ozbiljni i odgovorni, govore najsmešniji virus.
Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Прва земја во регионот која ги затвори аеродромите за комерцијални летови со одредени исклучоци беше Бугарија на 14 март. Следуваше Косово на 16 март. Останатите тоа го сторија по Македонија. Грција на 22 март и Албанија на 23. Една од мерките за заштита со најмногу влијание на граѓаните е затворањето на образовните институции. Во Македонија тоа се случи на 10 март. Неколку дена подоцна министерот за образование и наука ги повика образовните институции да почнат со онлайн настава. Со кој ќе им помогнат на учениците и на студентите да продолжат да се надградуваат согласно наставните и студиските програми и да го совладат тоа што треба во овој кризен период. Пред Македонија, образовните институции ги затвори Албанија на 9 март. Грција го стори тоа во изден со земјава на 10 март, а следниот ден на 11 и Косово ги затвори училиштата и факултетите. Останатите подоцна, Бугарија на 13 март, Србија на 16. Това, че системата стартира за 3 дни електронното обучение, показа, че учителите се пак се подготвени. Неизбежно беше по сите претходни апели и препораки на властите, на крај да се донесе најтешката одлука воведување вонредна состојба. Македонија тоа го стори на 19 март. 2 дена подоцна беше воведена мерката полициски час. Нема компромис кога е здравието на граѓаните во прашање. Мерките мораме сите да ги почитуваме и само така ќе ги спасиме и народот и државата. Споредено со земјите од регионот, Македонија доцнеше со прогласување вонредна состојба. Бугарија го направи тоа на 13 март, Србија на 15, Косово на 16 март. Само Албанија чекаше подоцна од земјава до 25 март. Грција го активираше доверливиот план Артемис за справување со COVID-19, кој вклучува и мобилизација на армијата. При тоа треба да се каже дека вонредна состојба подразбира различни работи во секоја од државите. Например, иако Албанија последна прогласи вонредна состојба, тоа е земјата во регионот која прва почна да спроведува полициски час. Албанија ја воведе мерката на 12 март, следуваше Србија на 18, а последна тоа го стори Грција на 23 март, 2 дена по нашата земја. Останатите земји во регионот не имаат полициски час. Во Косово, премиерот Албин Курти донесе таква одлука, но таа беше поништена од Уставниот суд. Во Бугарија пак полициски час има само во одредени региони. И вечерва ја имаме редовната саботажа. Следува по уште една пауза. Колективната одговорност е беззначајна ако има индивидуално непочитување на правилата. Борбата со се, па вклучително и со вирусната окупација на планетата бара од секого. Ако не се респектира себе си, тогаш да направи се, за да не го загрозува правото на живот на оној што решил да се штити од неа. Може уште треба повеќе да се нади. Луѓе немаме све суште, сите факти, колку вика дома се седи, ние се повеќе излегуваме. Оние што треба да служат како добар пример изгледа тешко се лишуваат од своите навики. Со своето поведение, не само лично, туку ставаат и многумина во непријатна каша на одговорност. Тие пак си преземаат обврска да измислуваат полуинтелигентни оправдувања, според кои надвор од сите стандарди во теретана чуваат и спотени алишта и сето тоа со единствена цел да му обезбедат лесно приземјување на оној што очигледно непријатно загази. А верувате, многу ретко во животот натрува штица газом. Верувате, многу ретко во животот натрува штица газом. Веројатно во тој тип на преработки на дрво спаѓа и квалитетот на подот во Белата палата и на субјектите кои претходно го имаат користено. Можеби затоа и тие што некогаш биле дел од таа компанија сега засилено бараат
токму од тие што газеле, да ги искористат здравите штити со кои располагаат и наместо паника и загриженост, да понудат вистинско решение за спас на македонската економија. Мицковски, наместо да бара пари за бизнисмените, јавно да побара неговите поранешни, партијски, предпоставени сопартици, кои сега се осомничени и обвинети, и истовремено се средни и многу богати бизнисмени, на кои тој им служеше додека тие го плячкаа македонскиот граѓанин, доброволно да ги вратат украдените пари. Парите се крадели и ќе се крадат и не е заверување дека кој било доброволно би сакал да ги врати. Напротив, сосема известно дека ќе употребат сериозна доза креативност за да ги оплодат и да им се насладуваат, свесни дека особено во вакви времиња, со маркетиншки трикови и мармеладот се продава како еврокрем. Ние како потрошувачи имаме право да знаеме што купуваме. Тоа исто како да одите во продавница во супермаркет да побарате нутела и да ви дадат джем и на него да пишува нутела и да ви уверуваат дека тоа е джем од јагоди. И на крајот, за вкусовите не се прави муавет. Знаете како, на крајот сме една Кока-кола фабрика. Пикнати во шише, под силен притисок, наместо кога ќе се отвори капачето да пукне, таа треба да го оствари тоа што од неа се бара, да освежува и да зближува. За таа голтка заедничко задоволство, важно е секое поединечно меурче. Се одјавуваме на крајот на ова издание на 360 степени. Се гледаме повторно в петок од 22. Пријатно!